Се враќаме во студиото, гости Гордан Георгиев, Петар Богоевски. Богоевски, следува вториот круг. На 5 мај ги видовме отприлика, силите ги измерија партиите во првиот круг. Многу калкулации, кој би победил, дали ќе има цензус, дали ќе нема цензус, што понатаму. Што мислите вие, имате ли некаква проекција како би се одвивале работите? Па не само проекција, имам и чувство, познавајќи ја ВМРО ДПМН, средината, гласачите на ВМРО ДПМН. Јас мислам дека поради таа еуфорија на победа во првиот круг и поради сето она што се случува овие денови, голем дел од ВМРО-вците кои не се идентификуваме со идеолошката матрица на кандидатот Силјановска, ќе излезат и ќе гласаат за ВМРО ДПМН. А овој пат мислам дека абстинираа огромен дел граѓани и во таа смисла ВМРО ДПМН има сериозен капацитет да го подобри резултатот и до 350.000 гласови. Дали СДСМ има капацитет да го подобри резултатот, не знам. Меѓутоа знаам дека флоскулите од типот влегуваме во ЕУ и во НАТО очигледно не поминуваат, граѓаните очекуваат реални резултати. И се гледа дека оние гласачи кои нас не казнија и не симнаа на власт, тие се луѓе во кои живее она граѓанска будност и тие се луѓе со посилен интегритет визави партиските традиционални гласачи, личен интегритет, и за да се мотивираат, а тие се таргет сега на СДСМ, за да се мотивираат да гласат за СДСМ, на СДСМ ќе им треба многу повеќе од театрални настапи во овие малски митинзи. Да. Георгиев? 350.000 гласа за Гордана Силјановска во вториот круг е голема бројка. Можеби не е невозможна дури. Не знам, денеска ми излезе случајно на Фејсбук Илија Димовски, кој што мислам дека нема постирано со месеци ништо, како пример кажувам, и кој што отворено кажува гласате за Гордана, сега да не го парафразирам, за Гордана Силјановска, и има такви изблици. Пред некој ден исто ми дојде некаква информација дека Централниот комитет на ВМРО ги повикува сите бивши членови, функционери, кои што биле активни, а сега се пасивизирани да се приклучат. Значи, на некој начин можеби намерисале победата. Таа победа нема да ја доживеат. И не само што нема да доживеат, сега не се препокуваме, него јас мислам дека ќе изгубат. Да, тоа е ваше мислење. Но мислам дека тоа ќе ги кошта, бидејќи големиот број гласови за Гордана Силјановска се гласови за Христијан Мицковски. Професорката ќе си оди на правен факултет, ќе се врати и ќе заврши со приказната, ако изгуби зборот сега. Но Мицковски ќе го преведе тоа во свој легитимитет. И Мицковски не е лош сам по себе. Туку претходниот наратив до денеска практично ја дополнително ја токсифицира десницата. Значи повторно ќе зборуваме, ако не излече лекцијата дека граѓаните не го казнија СДСМ заради името и заради тоа што ја предал нацијата, туку именно заради тоа што не се бавеше со криминалот на претходното ВМРО и не ги спроведува реформите, ако не излече таа лекција, ние пак нема да имаме нормална десница. Пак имаме една чудовишна десница, која што пак ќе се вози на овие хтонски теми околу нацијата, кои што не се спорни. Може да ги разговараме, но не на овој начин на кој што се токсифицира нацијата. И затоа се плашам дека висока бројка на гласачи за ВМРО ДПМН во вториот круг, тоа значи дека тесен пораз ќе имаат, претпоставувам, бидејќи па сега од оваа страна ќе излезат многу луѓе што Тоа сакам да ја прашам, има ли капацитет СДСМ да извади уште гласачи освен овие? Да, затоа што сега ние одиме од една претпоставка дека гласачот е рационален. Тој не е секогаш, или таа не се секогаш рационални во своите одлуки. Но мене ова ми личи дека казната за СДСМ во првиот круг е рационална одлука. И баш заради тоа, рационална ќе биде одлуката дека вториот круг ќе му се даде шанса, повторно кажам, овој процес да се затвори околу Преспанскиот договор, да може да оформиме два пола во општеството кои што ќе се препокуваат на теми кои што не се да се биде или не. Кои што не се онака до крв. Туку ќе се препокуваме на корупција, криминал, непотизам и така натаму. И нема да биде дека сега кога ќе изгуби едната партија, тоа значи дека сите ќе завршат во затвор или и обратно. Или пак ќе се договарат под
под маса да не заврши никој во затвор. Значи, ќе имаме една нормална дебата, европска дебата, како што и доликуване на држава која што ќе стане членка на НАТО, и нема да и ќе ги затвориме темите кои што толку многу не болеа во минатото, чии што автор примарен беше Никола Груевски. Тоа се темите предавници, патриоти и така натаму. Ќе биде голема трагедија ако ВМРО ДПМН не победи на овие избори, не за самото ВМРО ДПМН, меѓутоа за неискористената шанса, бидејќи на ваква економска состојба во земјата и на вакви непопуларни мерки, кои, да кажеме, не наидоа на одобрување или наидоа на жестоки реакции во јавноста, како меѓународни активности така натака на владата на СДСМ, ако при услови на промена на името на Републиката, која беше најнепопуларна мерка, мора да се согласиме со тоа, бега сите досегашни премиери и председатели од тоа прашање. Тоа е тектонско. А тоа беше, да, апсолутно, да. Сепак е тоа дури и на лудничева храброст да се навлезе на овој начин, да се разреши без консензус национален. Ако ние во вакви услови не победиме и не ги мобилизираме сите структури да победиме, тоа што за ВМРО ДПМН зборува дека немаме капацитет војнина да бидеме победничка партија, формираме влада и за тоа мора да сноси некоја одговорност. Богојски, вие за време на референдумот отворено повикувавте да изгледа да се гласа против. Вие тогаш мислевте дека Преспанскиот договор не е добар компромис, дека треба да се отфрли. Дали мислите дека и ВМРО ДПМН и СДСМ се изненадени што Преспанскиот договор или договорот за името нема толку негативно влијание колку што мислеа дека ќе има, дека ќе биде главна тема, дека ќе биде една бомба која така ќе експлодира и таква реакција ќе создаде, особено што и професорката Силјановска отворено се противи и на Преспанскиот договор и вели дека ќе го ревидира и така натаму. Мојата максима беше и гласот против е глас за Македонија. И има суштинска разлика од она што го кажавте. Моите критики кон Преспанскиот договор беа конструктивни во смисла со коментирање на конкретни ризици за спроведување на решенијата во тој договор. Ниту еднаш не сум кажал дека станува збор за предавство, предавнички договор или дека ќе експлодира бомба. За разлика од мене, огромен дел од или вокабулар наративот кој користеше мои колеги сопартици во тој период беа подигање на тие емоции и чувства како да доаѓа крај на светот, некој си Армагедон. Меѓутоа не дека нема страшни последици Преспанскиот договор. Преспанскиот договор се уште нема почел да се имплементира. Тек сме на почетокот. Тек ќе ги почувствуваме ние последиците доколку ние и при постоење на Преспански договор останеме надвор од ЕУ и од НАТО. А има опасност да одржиме тоа и за двете организации. Не кажав ја за последица, туку за реакција. Тек тоа ќе имаме проблеми како да се објаснеме меѓу себе. А реакциите е легитимно право и јас како представник на опозицијата да најдам аргументи и да го критикувам тоа решение. Друго ми беше прашањето. Сите некако очекуваа дека ќе излезе на огромна маса, дека ќе гласа. Ние немаме чувства од меѓународни договори. Бугарија со Грција подпишуваат договори кај што разменуваа буквално население. Буквално луѓе ги товарат и ги носат, ги менуваат. Турција и Грција разменија можеби милион жители на двете држави меѓу нив по религиозна основа. Така да ние сме многу млада држава и немаме чувство за меѓународни договори. Тек ќе градиме државен капацитет и ќе се навикнеме на вакви договори, не е страшно. Може да вака уште подиректно да го формулирам прашањето. Зошто после подпишувањето на Преспанскиот договор и очекувано негативните реакции кај етничките македонци за него, ВМРО не извади 500.000 луѓе на избори против, кои би гласале акламативно против владата на Заев, бидејќи го потпишал тој договор. За таа реакција зборувам, мислам дека двете партии очекуваа поголема реакција. Прашањето ви е комплетно легитимно, затоа што ако 600.000 граѓани гласа за договорот, тоаш ВМРО ДПМН сега на овие избори требаше да има минимум 700.000 против. Затоа што многу беа против според нашиот вокабулар. Испадна дека нашите проценти се точни. Зборам за реформаторските проценти во ВМРО ДПМН, а тоа дека македонците и не се така жестоко против решението проблемот со името, доколку тоа значи вистинско отварање или осварување на европските и евроатлантските амбиции на Македонија. Ако тоа се покаже дека не е така, тоа ќе имаме сериозен проблем. Ова вистинска перверзија ќе биде ако победи кандидатот Силјановска.
и Мицковски. И го подкрепи договорот. Па не може да не го подкрепи. Бидејќи едниот бойкотираше за референдумов, председателот на партијата, а Силјановска е против договорот, иако за волја на вистината, таа ги прави сличните огради што ги прави Мицотакис во Грција. Јас се Дека е поддржувам. факт, дека е Добро, реално таа ставото. вели Јас се поддржувам Силјановска ако стане председател на државата, првиот ден кога ќе дојде, да каже јас сум председател на Република Северна Македонија и продолжуваме со реализација на Преспанскиот договор, со имплементација. Па сега, тоа Но- ќе биде перверзно, ќе биде биде тоа да перверзно- подобро ВМРО да изгуби. Ќе биде перверзно За нив е подобро. ради почетокот на кампањата. Затоа што тоа ќе не кошта прескапо на следните парламентарни избори. Се разбира. Посебно со оној дел гласачи кои на вистина мислат дека ние го враќаме името назад. И тоа е проблем за нас. И ја повикав професорката уште на старт на кампањата, може да се сеќавате, тоа отворено кажав пред камери, да има чувство за ВМРО-ските интереси, за интереси на партијата, веќе овие избори не станува збор само за Гордана Силјановска, станува збор за судбината на ВМРО-ДПМН. Да се има чувство за нашите интереси понатаму, затоа што ние не можеме сега да прокоцкаме се да фреме на коцка на овие избори. Силјановска вели јас сум богот со две лица. Од една страна сум професор на правниот факултет, од другата страна политичар и вели се разбира дека ќе го почитувам уставот и името Северна Македонија, но ќе се борам и да го ревидирам Преспанскиот договор. Вред, сега ние што ги да речеме што ги следиме процесите, треба да им биде јасно на граѓаните и на поддржувачите на сите страни дека тоа нема да се случи. Дека таа може да го проблематизира на некакви научни настани и така натаму, ама дека де факто ќе го проблематизира, тоа нема да се случи. Од друга страна, сакаме што да кога продискутираме уште секунда. Зашто па од седа сам чувствувам таква потреба нахилно да се наметнува тоа Северна. Многу е грдо. Они уште не подпиша договорот, значи уште е бебе во јасли, они во сите институции испратија куп дописи за нахилно спроведување на договорот. Северна па Северна. На секој збор Северна, нели сваќаа дека тоа побудува негативни емоции кај гласачите, кај граѓаните, и реално побудува, дека мене побудува негативни емоции, па ние не сме среќни што станавме Северна. Тоа е оној нужен компромис, го нареков јас, а не разумен. Али сега на крајот на краиштата, да не се правиме поголеми католици од папата, дока што треба, нека биде неопходно Северна, она што значи на маргините на потребата да влеземе во Европска унија и НАТО. Ама дај сега да не нахилно тоа го наметуваме као да е тоа, откривме, Бог знае кој неоткривен свет, нов свет откривме за македонците. Некои работи сме обврзани, можеби не со тоа темпо со кој што инсистира во некои аспекти, членот 7 е тука прилично експлицитен, значи со некои работи сме обврзани дури со рокови, кои се интерни рокови, но предпоставам дека Ги дискутира дека се и од двете страни за се пуштаат јадици, бидејќи кога гледате Сириза во Грција кој следите, Сириза прилично исто нахално го брани договорот. А тоа ја кошта веројатно повеќе од СДСМ тука. Да, тоа сигурно повеќе кошта во однос на анкетите. Сириза ја покачува рейтинг нешто после. Почитувани, ни заврши времето, ви благодарам на двајцата за учеството во оваа емисија. Вие, почитувани гледачи, следевте уште една анализа. Ви благодариме на вниманието и довербата и останете со програмата на Телевизија 24.